Добар ден, драги гледачи. Еве, последната недела од 2021 година, па заедно ќе поминеме, вие нас ке дружите, ние вас, а сега пред тоа, ти не има нешто многу важно, ви кажа? Секако, она за што зборуваме секогаш на почетокот на Црвена линија, што не треба да се пропушти на вечерва на Телма телевизија. Речиси половина милион граѓани во Македонија тонат во сиромаштија. Во вечерашната топ тема гостуваат Милан Живковиќ, советник за социјална политика на премиерот, Маја Митевска-Геров, универзитетски професор, и Бојан Србиновски од Finance Think. Гледајте вечерва топ тема со Наташа Стојановска во 19 часот и 15 минути. А денешната главна тема ни е доста популарна, поготово време вака новогодишно, па и доста сериозна. Па денешната главна тема ни гласи: што треба да се превземе да се спречи прекомерното конзумирање алкохол во предновогодишните забави и пречекот на новата година? Она што е интересно дека минатата година во дочекот 2020 кон 2021 сепак не постоеше толкава можност за новогодишни забави, кафулиња, ресторани и така натаму, но сега веќе сме пред поинаков предизвик. Дали може би премногу опуштени, ќе се препуштиме на најлудата ноќ и деновите кои што и предходат, и секако сето тоа да заврши фатално, особено за оние кои што може би ја прават најголемата грешка, а тоа е возат во алкохолизирана состојба. А на почетокот на ова издание на Црвена линија, јас и Тео издвоивме една анимација со која што ќе образложиме всушност како алкохолот влие на организмот на човекот. Како лошо влие? Да видиме. Интересно е дека алкохолот го имате, знаете, најразлични видови, жестоки пијалоци, средно жестоки, но она што е најважно дека така е рангиран како еден од 5 најопасни зависности. Човекот при конзумирање алкохол, прво, она што му страда е секако неговата ментална функција, односно мозокот трпи најголема промена. Се зголемува лачењето на допамин. Што мислиме дека ни убаво си се чувствуваме и поминуваме, но уствари реалноста е многу лоша и така, не очекуваме тоа така да биде. Она што е интересно дека веднаш се јавува еден вид на мамурлук, ќе речеме, и неправилна функција на движењето на телото. И губење меморија. Губење на меморија, потоа ја менува алкохолот дури и структурата на мозокот, а дури оние кои што се прибегнуваат кон тежок алкохолизам, добиваат и кардиомиопатија, аритми, нерегуларно срцебиење и секако нешто подоцна ќе видите, најмногу страда црниот дроб, односно кој што се замастува. Исто така и грудки добија кои се сериозни за здравјето, ќе придонесат до некогаш и смрт. И она што е карактеристично за луѓето кои што се алкохоличари е хепатитисот. И сега исто така мораме да кажеме дека луѓето дури го менуваат и ја менуваат и психичката состојба, кај некој се јавува дури и промена на расположение, а она што е најважно е дека доколку човекот се почесто и почесто конзумира огромно количество на алкохол, му паѓа имуниот систем и лесно завршува не само во болница, туку понекогаш и полош. Фатално. Како и да е, ние на самиот почеток ќе најавиме дека и денес имаме вклучување гостин со кој што ќе проговориме на темата предновогодишни забави, конзумирање на алкохол и секако правење прекршоци, особено кај возачите кои што прават фатална грешка, односно возат во алкохолизирана состојба. Нешто подоцна ќе вклучиме господинот Тони Ангеловски, кој што воедно е портпарол на Министерството за внатрешни работи. Токму така, јас сум тука да подсетам за како вие може да ни се приклучите во денешната емисија преку нашите социјални мрежи, пример на Facebook, на Црвена линија, во меседж, односно порака. Може да ни пратите ваше размислување околу главната тема и ние заедно со вас ќе прочитаме. Исто така може и на нашите други социјални мрежи, на Црвена линија на Instagram и на Twitter. И нормално и таму ни пратите ваше размислување околу темата, но може таму ни пратите и ваш никнейм, ако сакате, дали преку Skype, Zoom, да не добиете преку видео повеќе и да ве видиме лице со лице. Секако може и на традиционалниот начин да ни задзвоните на телефонскиот број 02 307 6677
Имате 90 секунди за ваше мислење, слободно звонете. Додека ние имаме гледач на повик, слободно звонете, имаме повеќе телефонски линии, ќе дојдете вие на ред, ќе си искажете и вие. Не се срамете да звонете, тука сме. Така и додека ве очекуваме да коментирате на Facebook Црвена линија, а секако најмногу да се вклучите во ова денешно издание со телефонскиот број 02-307-6677, колку за подсетување еве уште една сите линии се активни, така да доколку и некој вклучен, не се обесхрабрувајте, туку искористете ја можноста да го кажете вашиот став и мислење. И додека сме во очекување на гледачеве, јас и Тео си дозволивме да прегледаме некакви податоци врзани околу тоа што се случуваше, односно колку работа имаше Министерството за внатрешни работи минатата година во декември месец 2020 година. Имало секако засилени акциски контроли, особено во областа на сообраќајот, па така само на територијата на град Скопје били изречени купно 188 мерки, меѓу кои 10 за возење без возачка дозвола, 20 за технички неисправни нерегистрирани возила и секако 3 санкции имало дури за минување на затворен семафор. Се тоа може да се случи доколку возачот е во алкохолизирана состојба. Да, а сега мислам дека време гледач да слушнеме. Веќе имаме гледач. Добар ден. Ајде, добар ден, живо и здраве да сте. Живи и здрави, повелете кој е вашиот став. Како можеме да спречиме оваа појава? Пациентите, јас сум ракија на вино. На вино и на ракија. Јас сум пациентите. Ова сите пред тоа што ги навестивте, симптомите, заборавање и такви работи, мислев, не мислев, ти рекол дека тоа постепено, јас сум човек од 64 години и ништо не ме зачудuje. Дека некој пат заборавам. Сум заборавил пред некој ден и реглата таму сака чварки и джигери да сум ја заборавил, ќе запале старост. Не разбирате? Тоа е тоа заборавање, симптоматично. И нарочито, ја и кој сакам да спием, не можам да спием од алкохолот, и кој сакам да не спием, тој алкохолот ќе ми успие. Затоа, тој е командант. Затоа за сите што користиме алкохол, вино, ракија, ова, некои попивачи са, не знам како можат да испијат една гајва пиво, да наска појма, не? И затоа треба да знае, никако, едно сум го запамтил, воанот и алкохолот никогаш не идат заедно. За тие, рачуна како отидат сео негде у некој кафичова, ако се опијани, а треба да дојде да се качи у ауто и да иде дома. Како ќе оди дома? Како ќе оди дома? Благодарам за вашето јавување и како запомнивме, воланот и алкохолот никогаш не одат заедно. Но со Црвена линија заедно оди секогаш гледач. Добро вечер. Добро вечер. Ало, добро вечер. Да. Повелете. Па видете, мојот совет и моето искуство е вако. Кога одите на гости или кога одите во кафана, мора да се земете женско до вас. Затоа што така е најубаво. Може слободно да си пиете, може слободно да се веселите, али претходно ключовите ќе ги дадете на дамата до вас. Ние имаме примери дека девојчињата или женските особи ретко може да дигнат до 4 промили алкохол, доке 0,50 може испод 0,50. Ама 4,20 не може да консумира. И така е најбезбедно. Иначе не можете да го сузбиете ова, да ви кажам право. Консумирањето на алкохол, тоа е што знам една појава каде што е, мислам, пред се до човекот. Дали човекот знае да се контролира или не знае да се контролира, дали размислува пред да почне да пие или не размислува. Така да, мислам дека бадијава е се што ќе кажеме, един спас е тоа е за женетите кога одат на гости на супругите да ги дадат ключевите или тоа чим соженат одма да ги натерат супругите да положат, за да бидат мирни во останати дел од животот. Воспротивно, со вода на маса не се стои во душтво, да ви кажам право. Вода е штетна за окондрија, камо ли да имате на маса пред вас. Знаете, ние сме народ кој оговара, ние сме народ кој пушта, да не речем оние патки, како се ги викаме, и не може да бидете предмет на зезање само затоа што нема да пиете. Меѓутоа, секој што сака да се напие, бар нека биде маш, викат алкохолот е за маш и зошто? Да знаете кој ви е доста и да престанете. Ако не можете да го контролирате тоа, тоа ќе нема да почнувате.
Благодарам за вклучувањето во црвена линија. Внимавајте секогаш на тајмерот, 80 секунди за секој гледач. Не случајно одлучивме да бидат 80 секунди за да овозможиме повеќе гледачи да се вклучат во црвена линија. 3076677 е телефонскиот број. Она за што дискутираме е како да се спречи прекомерното конзумирање на алкохол, особено во овој период на предновогодишни забави и секако за време на најлудата ноќе, тоа е дочекот на нова година. Можеме да дискутираме секако, еве да ни кажете ваши искуства со оглед на тоа дека можеби на удар Тео се помладата генерација твојава. Па да, како сега од доаѓа нова година, нова журка, се до тоа, но мислам дека попрво нашиот гостин треба да ни каже околу сето таа тема и име да разговараме така, с него. Така, го имаме господинот Тони Ангеловски, потпарол од Министерството за внатрешни работи. Добре ни дојдовте и добро вечер во црвена линија. Како сте? Добро вечер вам и на вашите гледачи. Па и на самиот почеток ќе кажеме дека пред новогодишните забави започна, тоа е факт. Колку лица според Министерството за внатрешни работи во алкохолизирана состојба се досега санкционирани, барем во овие предновогодишни денови? Па еве како конкретен пример, во текот на вчерашниот ден само на територија на Скопје имаме 73 санкции за возачи кои што возеле под дејство на алкохол. За жал, се уште имаме луѓе кои што не се свесни и дека и продолжуваат да управуваат возило иако се под дејство на алкохол. Иако постојано апелираме, постојано полицијата е присутна на улиците и преку вас медиумите ги соопштуваме и сите тие санкции кои што нели ги санкционираме возачите за возење под дејство на алкохол, но за жал се уште имаме лица кои што свеста е на ниско ниво и одат, например, во кафеана и потоа седнуваат за воланот. Но Министерството за внатрешни работи, како во изминатите денови, така и во наредните денови, ќе спроведува засилени акциски контроли и ќе ги санкционираме сите оние што ќе се дрзнат постојано консумирање на алкохол да управуваат возило, затоа што на тој начин не само што го загрозуваат својот живот, го загрозуваат и животот на сите останати учесници во сообраќајот. Алкохолот лаже, алкохолот ви дава лажна сигурност. Мислите дека можете, но вистината е дека не можете. Значи тоа е докажано со низ истражувања, лекарите тоа го кажале дека опаѓа способноста за расудување и секако за управување на возило. Токму поради тоа ние ги санкционираме тие возачи и еве уште еден апел да празнуваме, да се веселиме, на сите да ни биде убаво, но да внимаваме да не ја загрозиме безбедноста своја и на другите граѓани, затоа што една грешка може не само да ни ја уништи новогодишната ноќ, туку да уништи многу повеќе. Така и сега за нашо следно прашање, сега ако може да ни откриете колку ви се казните за возење во алкохолизирана состојба? Па, санкциите се зависно од колку промили има констатирано, но секако станува збор за стотици евра. Тука не се само паричните казни, тука следува и одземање на возачката дозвола на одреден период. Тука одлучува судот за прекршоци 3 месеци, година дена, зависно од тоа колку промили се констатирани и се разбира во моментот лицето кое што е утврдено дека има алкохол се исклучува од сообраќај. Но ова се санкции кои што парични, еве и забрана, сето тоа пари се наоѓаат, се плаќаат, но работата е дека ако не ги почитуваме овие правила, ние можеме да добиеме друга санкција која што е многу пострашна, да се здобиеме со повреди и за жал да се изгуби некој човечки живот, каде што за тоа нема враќање, нити нема плаќање, така да кажем. И не случајно велат повторувањето е мајка на знаењето, па еве конкретно што им препорачувате на граѓаните во текот на овие предновогодишни забави и особено за дочекот на нова година? Апелот е, значи, сите нормално дека во овие денови сите сакаме да прославиме. Еве и оние што љубат да пијат алкохол, доколку консумираат алкохол, никако да не седнуваат зад управувачот. Постои такси служба, имате пријатели кои што не консумираат алкохол, нека седнат тие зад воланот, за сите да бидеме безбедни во
во овој период. За жал, пак ќе повторам, видовте и во делот меѓу и беше објавено, и вчера и завчера имаме констатирано прекршоци каде што има над 4 промили алкохол во крвта. Тоа се страшни бројки, значи тоа е едноставно не е нормално. И апсолутно нема да дозволиме никој да дивее фактички и со своето неодговорно однесување да го загрозува животот на останатите учесници во сообраќајот. Затоа апелирам уште еднаш внимателно, да, сите сме да прославиме, сите треба да им се радуваме на празниците, но да биде нели во рамки на нормалните. Така и сега новогодишната ноќ на 31 нормално вие ќе бидете максимално подготвени за сето тоа и сега прашам како екипите на МВР ќе бидат подготвени и распоредени во новогодишната ноќ. Ние веќе имаме направено соодветен план каде што ќе има присутни засилени сообраќајни контроли, затоа што сите сме свесни дека во овие денови фактички зголемено и консумирањето на алкохол. Се разбира, не е само консумирањето на алкохол, но бидејќи темата сега на емисијата конкретно зборуваме за неја, инаку ние сме посветени на другите прекршоци за зачувување на јавниот ред и мир, направен е соодветен план и програма. Полициските службеници се подготвени и нема да има толеранција апсолутно никаква за било каков криминал или било каков прекршок кој што ја загрозува безбедноста, односно јавниот ред и мир. И сега вака за крај, дали може да ни откриете како дежурните служби на Министерството за внатрешни работи ја дочекуваат новата година? Иако се на дежурство, се разбира, најверојатно се дозволуваат да се честитаат. Како изгледа дочекот кога сте на терен? Па, апсолутно, значи, како и сите граѓани, нормално дека и за нас е нова година, но оние кои што се на работа, за жал, нели, мора да бидат посветени на работните задачи, а славењето доаѓа после кога ќе се заврши со својата смена. Можам да кажам конкретно и ние како оддел за односи со јавност, нели сме постојано достапни за пред се за вас медиумските работници, а се разбира и работиме и на сите празници, така ќе биде и овој 1 јануари ние ќе имаме традиционална посета заедно со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на една полициска станица. Тоа е традиционално во министерството, така што фактички за нас празниците се на некој начин работа. Благодарам многу што одвоивте од вашето време за ова денешно издание на Црвена линија. Се гледаме во новата година секако. И се надеваме дека ќе си поминете убаво за нова година и со многу помалку, за разлика од порано, прекршочни пријави. Ви благодарам и јас се придружувам на желбите да имаме што помирни празници. Значи апелирам до граѓаните да се воздржат од било какво нарушување на јавниот ред и мир, и вам, а секако и на вашите гледачи, најубави желби за новата година, да се исполнат сите желби кои што ги посекуваме. Ајде, боже. Значи да имаме мирна година и да заврши ова корона криза која што за жал не ги промени животите, но да се надеваме дека во новата година конечно и тоа ќе биде позади нас. Благодарам уште еднаш. Драги наши, тоа беше господинот Тони Ангеловски од Министерството за внатрешни работи, портпарол, со кој што проговоривме на денешната тема како да се спречи прекумерното користење на алкохол, особено во овој период кога постојано има предновогодишни забави. И добро вечер. Добро вечер. Здраво. Здраво, Да. повелете, во програма сте. Ја мислам дека нема спас од спречување, апсолутно. Затоа што тој што мераклија да пие и седно е заболан. Джабе ќе му збориш, ќе му трубиш, само може да се степа со него или со таа, зависи дали е женско или машко заболано. Значи, штом дрмнал, јунак е секој и се јуначи. Ја, пример, не сум мераклија за пиење, али сум во ситуација бидејќи сум дружил со луѓе кои се мераклија да туцкаат, да пијат, па некои дури да стават некој грамче у нос. За тие у нос што ставаат, што правиме со нив, нив како ги проверуваат? Дали ме разбирате на што мислам? На белото, на брашното од Колумбија што доаѓа. Така, значи, овој алкотест ќе му направат, ќе дува, ќе се
пењави, ќе покаже нештата, ама овој со брашново, дали има полицијата спремено такви тригери, како ги викаат, за проверка на колку е издрогиран, колку е со марихуана у себе и сите тие работи. Ти више сега алкохолизмот и више не е ни толку баук, како што дојдоа овие сега нови модерни демократски средства за луѓето да си стварат лажна представа за среќа, за дека се ете среќни кога се издрогираат или се изнапијат. Поздрав предна. Поздрав и Благодарам. секој добро останете со нас и секако со програмата на Телма телевизија. Додека сме во очекување на следниот гледач на 02307677. Ако имаме гледач, имаме. Ако не, еве, значи со Тео, она што дискутиравме и пред да започнеме црвена линија, дека секако воланот, како што рече гледачот, и автомобилот не одат заедно, но алкохолот прекумерно конзумиран може да биде фатален и по организмот и да се заврши на оделението за токсикологија. Имаме гледач? Да, добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, Да. повелете. Не, Да, Да, вие сте. повелете. благодарам. Па моето размислување е следното. Ќе кажам прво, ако сакаме да ги немаме овие последици кои што се јавуваат од употреба на алкохол, значи основно ќе биде не пии. Ако пиеш, се знае. Меѓутоа ќе употребам 4 пословици кои што на времето кога учеме ние за возење, ни вика вака: ако пиеш не вози, ако возиш не пи. Меѓутоа имаш уште две други, вика крв на асфалтот, крв асфалт крв ако има алкохол во крвта, крв на асфалтот. Ако има на асфалтот крв, значи крвта е во алкохолот. И затоа ми се чини дека повеќе треба да се побрне внимание на едукацијата на граѓаните, што е многу тешко, но треба барем, ако ништо друго повеќе, ќе се намали бројот на зависниците од алкохол, особено во вакви денови, затоа што граѓаните кои пијат, стално пијат, но барем во вакви денови, каде што прва фреквенцијата е далеку поголема во однос на движење со возила, движење пешки, значи и повеќе одење од едни кон други, значи така да со тоа фактички и ќе се одбегне, да речеме, несакани последици. Меѓутоа, за сето тоа да го нема, значи најголем фактор е човекот и пак ќе речем, не пи да нема последици прво за себе, а потоа за околината и Благодарам за вклучувањето. истече. Внимавајте на тајмерот и одиме со уште еден гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Од Македонски Брод. Значи јас размислувам дека да бидат максимално ригорозни мерките против сите оние кои што знаат дека ќе возат и покрај тоа се подаваат на пиење. Видовме пред малку на медиумите, вчера е направена контрола во градот, 4/4. Катастрофа. Значи, тука нема што да се размислува, одземање на возилото трајно, возачката трајно. Само ригорозни мерки, иначе секогаш имало и че има, меѓутоа да има граница. Убаво кажа гостинот, нека си позајмат такси, нека си позајмат пријател кој што не е гурман кога вози да пискат. Тоа е моје размислување. Меѓутоа, би ве замолил, ние што се вуваме од Макс, не се е координирани тајмерот и говорот. Касни 10 до 12 секунди. Тоа прави проблем секогаш. Тајмер, кој што касни, ќе повторам, тајмерот со неколку секунди. Затоа не можеме да се точно сложиме со секундите кои што не ги мерите на екран. Добро. Ќе го Би ве земеме замолил, во предвид. во едно од емисиите да ставите тема, би ве замолил. Значи, во крајот на октомври заврши гласањето на 31. Цели 2 месеца соодветно министерство ги држи сите средства на членовите во изборните комисии. Не се тоа мали пари. Ше 10 секунди. И се исклучи гледачот како и да е. Одиме со реклами, а потоа повторно ве очекуваме во црвена линија. После мала пауза од рекламите, ја сакам на Тина да одговорам од претходно што не успеав да одговорам, а тоа е кај прекумерното конзумирање на алкохол. Кај младите,
И се согласувам со Тина како што напомена, кај помладите, еве ќе речам, почесто се случува, растеме, хормоните маваат, како што би рекол. Сега не викам дека кај постарите лица и они не Се пијат, но зборувате меѓусебно дека сте можеби поголеми мажи, доколку Да. повеќе се испие, што е кардинална грешка. огромно е тоа, огромно е. Но нема да биде грешка доколку го завртите телефонскиот број 023076677 и сега го очекуваме вашиот став и мислење како всушност најдобро да се спречи, односно да се справиме со предизвикот наречен прекумерно конзумирање алкохол, особено во овој период од годината и за најлудата ноќ. Да, пред тоа се наврземе, можеме да отидеме на нашите социјални мрежи на Facebook, во пораки, ако може режија покаже. Ангел Стојановски ни прати слика, што е како мала карикатура слика, ако може режијата само ми покаже. Еве сега ќе видиме што ќе Да, испратил. ете. Биди фраер и појекај такси. Сподели за среќни празници. Ако пиеш, појекај такси. Сподели ја порака и спаси живот. Ова е од Ангел Стојановски. Така, секогаш, нели, да не биде, како велиме, од играчка плачка, најважно е да се биде одговорен, особено не само кон себе, туку и другите. Не дај Боже возилото да го користите, а при тоа во алкохолизирана состојба да превезувате и своји драги луѓе. Велиме добро вечер за следниот гледач во црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Може ли да учествуваме во емисијата? Вие сте, да? Да, повелете. Слободно. Вака сега, од моето искуство вака, мислим, знам дека има три врсти на пијаници, како да речем. Едни пија од стрес, други пија од нервоз, према политичариве, према судиеве, општо према државата, и трети пија од шала. Сега проблемот е кај обичниот човек, а што гледа дека овие што пија политичари, значи суди, сите што пија, никој од нив не одговара, само одговара обичниот човек. Чак имам една информација, таа порано е, полицајецот дува, пијан полицајецот дува, овој треба да плати. А ето една работа. Втора работа е да речем за дрога. Со кокаин. Значи, знаеме тоа дека и Бранко Црвенковски Да не спомнуваме без имиња. имиња, без имиња навредливи зборови, значи да се задржиме Да, само кон ваше мислење. темата, како да се спречи се во ова, особено бидејќи предизвикот е најголем пред Нова година. Така. Да, гледачот се исклучи, имаме следен гледач и немаме следен гледач. Тина, ја да кажам, да искоментирам. Нашиот претходен гледач каже дека има три врсти на зошто пијат луѓето. Ја мислам дека 4 има. И од Добро, скршено срце. И од скршено срце. Мала шала. Но за да немаме скршени срце, особено поради фатални несреќи на кои што сведоци сме деновиве надазад, тоа секако може да го видите и многу повеќе да прочитате на нашиот сајт Да, ако може режија покажат. telma.com.mk. И еве, Еве. ова е последна можеби вчера што се деси. да, последна фатална несреќа која што се случи во населбата Влае, односно каде што две лица беа повредени во тешка сообраќајна незгода. А ние веќе имаме следен гледач. Повелете, добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Да, повелете. Овде гледаш од Прилепско. Ајде. Ало? Да, 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 вие сте, слушаме, ве слушаме. повелете. Добро, телевизор намален ми е. Така, продолжете. Супер да слушам. Се слушаме, ве гледам, горед. Вак, видео сообраќајка во Влај имало, видов малце така снимката. Горед, јас дали може тема, горед, се сваќам. Јас имам видено, напијан полицајец, не може да стои на нозе и ме запира мене. Запира, застани вели. Не може да стоиш много, кај те ме запреш, јас него, од кола, чисто. И човеков, мајка, да се треси, се подпира до кола. Оди ако не вели. Пријатно со здравие, ме вика. И друго,
една работа да кажам за коронава, ако може. Ме слушате? Да, да. Да, убаво, јасно. Така, јас имам малце школу, нема врска какво шо. Ако некој во државава, јас не сум скептик никогаш, Уште али 13 само секунди. Драган Даниловски, никој друг не може да го реши проблемот. Никој. Јас го поштовам. Времето ви истече. Времето истече, благодарам за вклучувањето, благодарам за сите оние кои што се вклучија и проговоривме на оваа денешна тема. Тука е крајот на ова издание на Црвена линија. А утре ве ставаме пред еден нов предизвик, односно темата ќе биде како да сме сигурни дека во пакетчињата за нова година производите се со валиден рок. Така, сега јас и Тина оставаме на програмата Телма телевизија, се готвиме со Маја да видиме какви нови варијанти на бурек постојат, пак да видиме какви ќе бидат направени. Чао, чао. Довидување.